Уметницата Карла Ортис дизајнира ликови и сцени за филмската и ТВ индустријата. Еве дел од работите што ги направив за Црн пантер. Барана од клиентите поради нејзината вештина и карактеристичен стил, Ортис била шокирана кога открила дека главните генератори на слики со вештачка интелигенција биле обучени да ја користат нејзината уметност и сега ја симулираат. Навистина е екстремно, особено затоа што оваа индустрија која се појави преку ноќ вредна милиарди долари, сега се напреварува на нашите сопствени пазари. Многу генеративни системи за вештачка интелигенција се обучуваат со користење на тексти слики собрани од интернет без дозвола или знаење на носителите на авторските права. Ортис е меѓу многуте креатори на содржини и носители на авторски права кои ја довеле оваа практика во прашање преку низа тужби против компании за вештачка интелигенција. Компаниите за вештачка интелигенција тврдат дека земањето јавно достапни податоци од интернет е легално, според доктрината за правична употреба на Американскиот закон за авторски права. Додека тие случаи се во тек, Конгресот размислува да побара од компаниите за вештачка интелигенција да го откријат изворот на секоја содржина што ја користеле, законодавството што се смета за прв чекор кон компензација на сопствениците на содржината. Слично на предлозите изнесени во ЕУ, мојот предлог закон наложува транспарентност од компаниите, со тоа што бара од нив да објават резиме на дела заштетени со авторски права, што се користат за обука на системи за вештачка интелигенција, осигурувајќи дека креаторите се информирани и имаат алатки за да се залагаат за компензација таму каде што треба. Законодавството е популарно кај креативните индустријски групи и синдикати кои се залагаат за лиценцирање на содржина за обука за вештачка интелигенција. Професорот по право на Стенфорд Марк Лемли застапува две компании за вештачка интелигенција во тековните тужби. Тој вели дека компензацијата е цел која е вредна, но економијата на вистина не функционира. Земете ја како пример Stability AI која ја представувам. Тие се обучуваат на 2 милиарди слики во базата на податоци. Целата компанија вреди речиси 2 милиарди долари. Дури ако речете дека ќе земеме половина од парите од целата компанија и ќе кажеме дека ќе им дадеме признание на уметниците и ќе им дадеме надомест на луѓето чии слики биле користени, сите добиваат 50 центи. Законодавството за обелоденување податоци е важно не само поради компензација, вели професорот Джеймс Гримелман. Мислам дека е добро за развојот на вештачката интелигенција да се биде повнимателен во врска со водење евиденција, знаејќи кои сетови на податоци се користат, од каде доаѓаат, кој ги проверува за точност и квалитет. Правилото за обелоденување може да помогне да се наметнат повисоки стандарди за квалитет низ индустријата. Со бројните правни и етички прашања што се појавија со доаѓањето на вештачката интелигенција, кога и како да се обештетат оние што ги поставија незините темели, е работа во прогрес.